Ние се приклучуваме на честитките на ДНК. Посакувам уште поуспешни следни 20 години во нивната кариера и многу хитови, како и многу фанови. Пред да преидеме на разговорот со нашата денешна гостинка со која што ќе зборуваме за постпородилната депресија, би сакала само да упатам еден апел и една информација за сите вие кои што го гледате светот малку пошироко, се интересирате, љубопитни сте и испробувате многу нови техники за тоа како луѓето во светот се лекувале и цивилизациите наназад, така да имаме денеска едно интересно бесплатно предавање, а се однесува на тоа дека за прв пат во нашава земја имаме тибетска медицина. Бесплатно предавање денеска, петок, 25 ноември, во 18 часот во Eastgate Mall, на први кат, влезот од лифтовите на север, а предавач ќе биде професор доктор Смајо Сафич Гупта Вадија Наманпа, лекар од аюрведска медицина, автор на многу книги и стручни изданија во областа на аюрведската медицина, а за тибетската пак древна медицина знаеме дека тоа е дамнешна, древна традиција на лекување. Тибетското име е Сова Рикпа, наука за лекување, а со тек на милениумите тибетската медицина еволуирала во навистина длабока филозофија, психологија, наука и уметност, и таа не учи дека целта на животот е да се биде среќен. Оваа холистичка традиција се состои од анализа на уникатна вродена природа или конституција и од избор личен на нашиот животен стил. Здравиот начин промовира решавање на изворот на проблеми и поттикнува вистинско здравје преку рамнотежа и баланс на умот и телото. Тибетската медицина ја објаснува сложената врска помеѓу умот, телото и околината и неговата причина за страдања. За да бидете среќни, треба да создавате здрав ум. Со користење на тибетски природни лекови вистински се грижите за себе, за вашиот здрав ум, дури и за вашата иднина. Информации и многу повеќе за ова бесплатно предавање можете да добиете на 070 410 505 и вие да присуствувате таму. А сега најсрдечно добре дојде и упатувам на нашата денешна гостинка, доктор Оливера Димова, специјалист по психијатрија, со која што ќе говориме од Аџибадем Систина, со која ќе говориме за постпородилната депресија, состојба која што е многу честа појава и покрај тоа што бременоста, мајчинството и сето она што го носи новиот човек во нашиот живот е најубав чин за секоја жена и во секое семејство, но не е се така лесно по книга. Не е се така лесно како што изгледа. Добро ни дојдовте пред се. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Ке зборуваме за една многу интересна тема, и тоа тема која што се почеста во ординацијата, посебно во мојата ординација, гледам дека голем број од мајките, младите мајки, доаѓаат во состојба да едноставно дојдат во ординација и се пожалат на тегоби кои што ги имаат. Значи, постпородилната депресија представува депресија која што се јавува, самото име кажува, после породувањето. Младите мајки одеднаш се соочуваат со промени во својот живот, промени кои што се предизвикани од една ново настаната ситуација, значи од еден нов член во семејството. Новиот член во семејството носи потреба да целиот живот и целото функционирање всушност се ориентира кон неговите потреби. Колку и да се припремени претходно, колку и да прочитале и разбрале и се распрашале и научиле, одеднаш се соочуваат со ситуација каде што не е така лесно, со која што не е така лесно да се справат. Факторите и причините се многу. Од хормоналните промени, значи од преминувањето во бременоста, сега одеднаш тие хормони едни паѓаат, други растат, доаѓа до промена во хормоналниот статус на мајката, барењата на несоницата, недоволно спиење, не можат одеднаш да се справат со сите тие потреби кои што бебето ги има. И сето тоа доведува да кај младите мајки се јавува едно чувство на нагли промени на расположението, нервоза, анксиозност, чувство дека не може да одговорат на оние барења кои што се поставуваат пред нив. Се ова чувство на вина, дека не ги исполнуваат очекувањата на средината, дека не можат да се справат, дека не можат да го смират бебето, дека не знаат да го наранат како што треба. Сето тоа предизвикува една избувливост,
конфликт со домашните, непријатни ситуации во домот. Ако скоро ке секоја мајка која што е породена се јавуваат овие тегоби. Значи, они во првите моменти не можат едноставно да се снајдат во новонастанатата ситуација. Меѓутоа, за краток период повеќето од мајките успеваат да воспостават една емотивна врска со детето, да успеат да се справат со секојдневните ситуации, да фатат ред, што би рекле народски. Хранење, спиење, околу хранење, околу спиење, да го користат оној период дека бебето преспива и они да се одморат, така да малку живнуваат, да кажам, и полека овие симптоми се повлекуваат. Кај извесен број меѓутоа мајки проблемите се продлабочуваат. Значи, они не успеваат некако да се снајдат во целата таа ситуација. Повеќе фактори се причина за ова. Значи, може да биде причината несакана бременост, може да биде причината да кажеме депресија во минатото, која што не била врзана со како фактори на ризик, да ги кажеме. Депресија која што била присутна во периодот додека била бремена. Потоа оваа претходна состојба, која што ја кажав, значи, може да пролонгира или таа состојба се нарекува постпородилна тага или бејби блуз. Може да се продолжи. Исто така има причини, како причини да кажам, кои што доведуваат до една ваква состојба, може да биде отсуство на социјална поддршка. Значи, отсуство на семејна поддршка, партнерска поддршка, кога партнерот едноставно не вложува многу во таа грижа околу бебето, да кажеме, или вложува, меѓутоа мајката смета дека тоа е недоволно или смета дека е недоволно. Пример, може би има и, да кажеме, работа која што бара многу од него, па он сака навечер преспива во друга соба за да бебето не го буди, што на мајката и смета он е 24/7 со бебето. Посебно ако фати период, да кажеме вака, кога е зимски период, кога не може да го изнесе, да го прошета, кога почнува и она да ги губи интересите, смета дека се зависи од неа. Посебно и ако има и друго дете или деца на кои што и како треба да им посвети, да им посвети внимание. Ако треба да води, нормално треба да води сметка и за домакинството, за готвење, пере, значи сите работи се струпуваат на неа. Понекогаш има и помош која што се нуди, меѓутоа некако како да се во ситуација дека смета дека они се способни и дека треба све самите да направат. Така да си ги натоваруваат обврските без да побараат помош од другите. Се губят интересите, се губат социјалните контакти, не можат другарките веќе, ако имаат своји деца, може би може да најдат заеднички разговор. Меѓутоа, ако пријателките, например, не се мажени, немаат деца, продолжуваат да излегуваат, продолжуваат да шетаат, веќе како да немаат некоја заедничка тема за разговор. Сето тоа делува да мајката чувствува тага, да се чувствува неисполнета, постојано уморна, почнува или да јаде премногу, или да не јаде, сонот е пореметен. Значи, сето тоа се одразува на... Колку се оправдани, се извинувам што ве прекинувам, колку се оправдани антидепресивите и такви слични медикаменти кои што по препорака на некоја пријателка, другарка, повозрасна или телефонска препорака или ќе прочитаме нешто на интернет и да, меѓутоа тоа е некако као крајно нешто што го оставаме. Секогаш се оди на тоа да се обиде со друг начин да и се помогне. Значи, прво и основно што треба да признае мајката дека има проблем. Значи, дека како проблем да ја препознаеме мајката која преживува една ваква постпородилна депресија? Како да ја препознаеме, бидејќи таа лично сама нема да сврти телефон и да ве побара вас како специјалист по во денешно време се повеќе бараат помош младите, да. Тоа е добра вест. Порано некако како да се срамеле да признаат дека имаат проблем затоа што сите од нив очекуваат дека они треба, дека нема што, сите сме го прошли тоа, сите сме биле мајки, на сите децата им плачеле, па не спиеле, но тоа е така нормално и нема што сега тука да правиме драма од тоа. Кај нас се уште посетата на психијатар е табу тема за одредени категории на луѓе зборувам. Инаку на запад е најнормално како што си имаш свој матичен лекар, свој стоматолог, свој гинеколог, да си имаш и свој психијатар. Така е. И младите сега се повеќе бараат. Прво треба да си признаеш на себе дека имаш проблем. Помошта е прво тука, околу себе. Значи треба да се побара помош од партнерот, дел од обврските да превземе. Значи една добра организација може во голема мера да помогне.
за да се полесно справи со проблемот. Второ, треба мајката малку да биде и подистанцирана и порелаксирана во смисол дека не мора све да биде под конец дома. Како да денешно време, посебно оние кои што имаат услови, успеваат средат све и сега сакаат све да им биде натокмено. Детето игра, детето растура, додека е мало, шишенце овде заплакало, си го заборавил, ово останало пелено. Значи, за многу работи треба да бидат порелаксирани и да едноставно ги прават по приоритет работите. Прво да се згрижи тоа што треба, па потоа да се средат другите работи, да се побара помош. Мајка, свекрва, сестра, пријателка, да се остави малку време за себе. Значи, и не само тоа да се биде цело време околу детето. Да се слушне со пријателка, да излезе барем половина час или час во денот, да излезе да прошета, да излезе на воздух. Малку да го смени воздухот, што се вика. Така е. Според некои истражувања, доктор Оливера, дури 80% на жени после породувањето чувствуваат силни физички промени, но статистиките велат дека од 20 до 40% на жени реално во светот се соочуваат со ова проблематика, што и баш не е мал процент. Имаме ли ние некои статистики каква е состојбата кај нас и колку често првородки ве посетуваат и дали овој проблем воглавном го имаат само првородки или жени кои што веќе еднаш искусиле вакво искуство? Искрено да ви кажам, за статистика не знам. Меѓутоа, светската статистика е дека преваленцата е од 5 па до 68,5. Значи, малку една широка рамка, а дека 3% од жените кои што доживуваат постпородилна депресија имаат суицид, обиди не за мислат суицид. на ништо друго освен на тоа. Затоа што кај нив постои тој страв дека се неуспешни, дека имаат чувство на вина, дека многу често се јавува и стравот дека може да го повредат детето, намерно или ненамерно, дека нема да може да се воздржат да го повредат. Така да, сите тие стравувања доведуваат до состојби да доста често, значи 3% од сите тие што патат од постпородилна депресија имаат обиди за самоубиства. Ова што прашавте, дали првородки само, не. Може првата бременост и постпородилно да биде скрос окей. Меѓутоа во втората или во третата да се јават, или пак да се јави и во првата и во втората бременост. Со тоа што некако мајките сметаат дека веќе за втората се поприпремени, дека ќе знаат како да реагираат и дека им е познато, а повторно се соочуваат со истиот проблем. Посебно ако имале, пак ќе кажеме, на фамилиарна анамнеза, дека истото тоа нешто се случувало во семејството. Така да, со време треба да се побара помош. Прво нормално да се ангажира семејството, да се ангажира партнерот, домашните, оние кои што проблемот е оние кои што немаат финансиска моќ, да кажеме, или кои што немаат родители или блиски во местото каде што живеат. Еве млади на пример кои што се во странство или обдека кои што се дојдени од помали места, родителите работат, не може да отсуствуваат, да дојдат да им помогнат или ќе дојдат еден краток период, да кажеме. Од друга страна, они сметаат дека самите можат се да направат. Добронамерните сугестии некојаш и не ги прифаќаат или ги прифаќаат дека се критика, што уште повеќе ги погодува. Така да, треба да се проба со овие начини, меѓутоа секогаш да се побара помош кога се гледа дека состојбата трае и дека не се подобрува. Тренд е во последнава деценија, може би малку подолго, да жената прво сака да се реализира себе си, да се квалификува, да се доквалификува, да заврши еден, некогаш и 2 факултети, да најде убава работа и се разбира дури после тоа да има партнер кој што ќе може да оствари семејство и потомство. И тоа знае да премине, да дојде до некаде 4-та деценија од животот, што вистина е една голема зрелост на жената, каде што пак и хормоните и се она друго кое што е женска природа не ни се баш многу во прилог, но во меѓувреме се случува да и жените, наметнувајќи си себе си еден куп багаж, обврски, знаење и искуства животни, да ја изгубат самодовербата на тој пат во себеостварување, за тоа дали ќе бидам доволно добра мајка. И некои анкети, истражувања говорат дека повеќе вакви ситуации на прашања и губење на самодовербата имаат токму повозрасните
повозрасните жени, отколку девојките кои што некогаш и влегуваат и во непосакувана бременост, во брак на млади години, на своји 20 години. И како полесно да се снаоѓаат. И како полесно да го поминуваат овој период. Дали најверојатно затоа што, како што кажавте, веќе се повозрастни, се реализирале на професионален план и некако очекуваат све да оди по некој план. Ова го завршивме, дојдовме до тука и сега ќе планираме бременост. Некогаш и бременоста тогаш е малку потешко да дојде до бременост, па со тој проблем се соочуваат и сега тоа бебе одеднаш многу очекувано, многу посакувано. Се очекува дека веднаш ќе се јави една огромна љубов, една емотивна поврзаност и одеднаш се наоѓаат во ситуација кога некако као да не може да воспостават емотивен контакт, како да нешто грешат, како да не може да го најдат правиот начин, иако све исчитали, иако кој ќе дојдат кај вас, они ви кажуваат вака прочитав оваму, дека вака треба на толку сати да... Значи, одат по некој ред. На толку сати треба да се рани, вака треба да му се дава, оваа храна треба да му се дава, треба да спие од толку до толку. По овие испитувања треба да спие 12 сати, во 7 треба да биде најкасно легнато и се обидуваат да воспостават некој ред кој што можеби едноставно бебето не го прифаќа. Значи, треба, можеби, да бидеш и начитан и да знаеш што и како и кои се трендови, како треба да се исхранува и што треба, меѓутоа некогаш треба да се прати она што го сака бебето. Така да му се даде шанса и оно да си го воспостави својот ред и на крај така испаѓа. Така, чија друга воспоставуваат ред. Така е, чија друга поддршка освен она од партнерот е многу клучна овде, како да и се помогне на жената, дали можеби некој вид на спорт или некоја техника за подобрување на квалитетот на живот ја препорачувате или што од вашето искуство е, да речеме, сте забележале дека далеку добро делува на жената? Било каква физичка активност и на крајот на криштата одвојување, значи не 24 сата да биде со детето. Значи мора да се опуштат и да знаат дека и родителите и партнерот знаат да го почуваат детето. Меѓутоа не да излезат и цело време да мислат за тоа што се случува дома. Да излезат, дали ќе биде некој, дали ќе биде фитнес, дали ќе биде одење во теретана, дали ќе биде пешачење едноставно, театар, кафе со другарките, театар, филм да се изгледа, било што, да излезат и да бидат информирани тие што го чуваат детето, дека може да ги барат само ако е нешто ептен итно. Значи, тој сат време да се опуштат, дали го е сат или два, да се опуштат и да си посветат внимание на себе си. Значи, прво мора да го навикнат и бебето дека треба и може да останува со други, да не чувствуваат вина што они излегле, еве сега седат со другарка на кафе, некој треба да го чува бебето. Дали целата таа состојба на мајката, која понекогаш е и забележлива, но понекогаш е и потисната длабоко во мајката, дали таа нејзина состојба делува или влијае врз растот и развојот на бебето? Секако. Бебето ја осеќа секоја промена, секоја посебно емоција кај мајката. И со тоа се соочуваме често кога мајката ќе каже никако не можам да го заспијам, ете ќе ми дојдат гости да кажеме јас сакам да го заспијам, не можам да ги видам, но тогаш никако не заспива. Секоја анксиозност, секоја нервоза, секоја напнатост, секоја промена на расположението детето ја чувствува. Сето тоа влијае на потешко воспоставување и создавање на таа емотивна врска меѓу мајката и детето, а понатака и на неговиот и психички и соматски развој, значи да се создава еден успорен развој. Мајките кои што се депресивни во текот или после породувањето не можат да воспостават убава врска со детето, тоа ја чувствува и имаме доцнење обично во психомоторниот развој на детето и негови тешкоти понатака во животот да создава стабилни, цврсти емотивни врски. Така, одлично. Јас чинам дека јогата како техника и како начин на живот доста може да повлијае, особено дишењето, свесното дишење, медитацијата, а понекогаш и некои други малку брзи техники, како што е зумба, како што е пилатес и се она кое што жената денеска е достапно во ова време и така да мислам дека се треба да се проба за да се надминат овие ситуации кои не се нималку пријатни, не само за самата мајка, туку и за целото семејство, бидејќи таа анксиозноста и немоќта на мајката ја живеат сите во семејството, целото семејство. Антидепресивите што спомнавте се секако
избор, меѓутоа тогаш кога сите овие работи нема да Не помогнат. Значи функционираат. треба да се процени и нити да се оди прерано, нити пак да се доцни во давањето на антидепресивите. Некогаш дури и ќе дојдат, бараат помош, гледаат дека веќе не можат на никаков начин да се справат, меѓутоа имаат отпор. Не е тоа причината некогаш само доењето, затоа што може да биде уште еден подој, да речеме, веќе е подпораснато бебето, и му кажувате има лекови кои што може и кога е бремена мајката и кога е породена, значи кога го дои бебето да ги зема, меѓутоа имаат отпор. Се уште кај нас има отпор кон лековите, поголемиот број од луѓето, и секогаш е прашањето: ама да не се навикнам, после ќе можам ли јас да ги прекинам, колку време ќе треба да ги пием, и тука се губи едно време додека да се прифати дека има потреба од фармаколошки третман, дека овој другиот, дека сите модели, да кажам, се исцрпени и останува на крај како алтернатива групна терапија индивидуална со пациентите, со психолог може да се работи. Потоа и овие некогаш форуми каде што се приклучуваат, каде што се разминуваат, макар да некогаш може избунувачки да бидат и погрешно да бидат разбрани, меѓутоа сепак помош треба да се побара и заеднички да се одлучи со стручно лице која помош е најадекватна. Благодарам многу што дадовме една силна поддршка на сите дами, на сите жени кои што ја имаат таа привилегија единствени на овој свет да можат да носат живот, и навистина жената е благословена како индивидуа која што е на таа позиција да го носи животот во незината утроба 9 месеци, за после тоа да биде мајка и да поминува ни сите оние фази кои се толку специфични, толку уникатни, дури 10 пати да се реализира една жена како мајка, 10 пати ќе биде тоа различно. Ви благодарам многу, предпоставувам дека сите оние кои што ги тиштат ваков тип на проблеми веќе знаат дека можат да ве најдат во Аџибадем Систина и да закажат разговор, преглед, консултација и се она што следува, и да ја да го бараат решението, да не чекаат тоа само да дојде, бидејќи колку порано ќе го побараме решението, побрзо ќе ја надминеме. Ќе надминеме состојбата. Ви благодарам што ова утро бевте наша гостинка, а ние тука некаде ги трошиме последните минути на денешново утринско дружење во овој 329 ден во годината. Ви благодарам што и денеска одбравте да бидете со нас овој петок. Посакувам убав и пријатен викенд на сите вие кои што ќе патувате некаде надвор од градот или можеби било каде во природа, убаво да си поминете. Од понеделник повторно ќе се гледаме и се дружиме во истото време 6 часот и 25 минути на оваа фреквенција. Ви посакувам убав ден, довидување.